Благодарам. Во врска со Законот за основање на Универзитет за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, во старт морам да кажам дека јас го поддржувам основањето на овој универзитет и се она што значи наука на овој универзитет. Но се прашувам, имам дилеми во неколку насоки. На почеток имам дилема за тоа кои други смерови се предлагаат. Значи, мојата дилема е дали во рамките на овој универзитет е добро да има факултет за заштита на животната средина, факултет за општествено-политички студии и не знам други кои се беа наредени. Тука еве ги има, може да ги прочитам. Факултет за студии на животната средина, за општествени и хуманистички науки, за применети уметности факултет и Институт за напредни истражувања за заштита и управување со животната средина и културното наследство. Едно е да ја развиваме науката, друго е да имаме желба нешто да направиме, нешто во кое сме најслаби е животната средина. Јас не знам дали ние имаме капацитет да направиме факултет за студии од областа на животната средина, затоа што во пракса докажавме дека во тој дел сме најслаби. Не знам кои се стручњаци во оваа област, толку за да може да го направиме овој факултет да биде во тек со современите движења во Европа. Јас како што знам во Германија, мислам во Хајделберг има факултет за животна средина, но тој е повеќе од век 2 го има таму и тие го развиле и знаеме до кој степен се дојдени, а ние сега ако отвориме таков факултет, што ќе направиме? Поголема дилема уште ми е за овој факултетов за општествено-политички студии. Па гледате, ние имаме такви факултети доста. Имаме доста кадри така. Дали ние сакаме во државава да штампаме дипломи или да правиме студенти што ќе и идни инженери, идни економисти, идни правници што ќе му бидат потребни на овој систем. Мислам дека во овие области што сте ги навеле не можеме да го бараме решението, затоа што јас познавам доста колеги од Охрид и знам дека гимназијата во Охрид е доста добра и на времето, барем на техничките факултети од Охрид имаше многу добри студенти. На електро, на машински и на техничко-технолошки и на сите други технички факултети. Дали не е подобро во град во кој го имавме ЕМО Охрид со неколку стотини добри електроинженери, добри машински инженери, да имаме повторно електрофакултет? Дали не е добро во град каде што имавме слобода, видеоинженеринг, да немаме факултети од технички науки? И мораме сериозно да размислиме пред да го донесеме овој закон за сите овие работи што ги кажав. Да донесеме законско решение што вистина во Охрид ќе направи добар универзитет. Не е желби да исполнуваме некој. Ние
За Охрид мора се да направиме за да го вклопиме во она што го бара УНЕСКО од нас. Не да му отвориме факултет во град каде што све сме зафркнале од тој дел. Значи, сите работи што се случувале во Охрид не биле во насока на заштита на животната средина. И сега, што ако ние отвориме факултет таму, а немаме соодветни кадри, не знам што ќе им гарантираме на едните студенти, што ќе работат. Треба да ги вработиме, да имаат перспектива. Јас ви реков, може би на ниво на Република Македонија ќе ни треба ваков факултет, но прво да припремиме кадри и да направиме високи критериуми за професори на таков факултет. Значи, многу високи критериуми. Значи, не е проблем да направиш било каков факултет, ако предава било кој. Зел, не знам, диплома, можете сега докторска да земете во Украина, Молдавија, кај сакате да појдете, ќе земете и е доктор на наука. Јас дури и сега се срамам од тоа што се случуваше во изминатиот период, кога во Елем, ако си магистер или ако си доктор на наука, даваа плюс пари. И замислете, куп луѓе магистрира, докторира, за да земаат повеќе пари. Не знам дали принаучи, што е најважно. Јас знам кој е во Република Македонија професор, кој е доктор на наука. Значи, не мора да ми каже, како овде што некои колеги кажува, јас сум доктор на наука. Не мора да ми каже дали е доктор на наука, јас ќе видам дали е доктор на наука, познаење. Така да, уште еднаш, велам, значи, добро е се да направиме за овој универзитет. Сите грешки да ги исправиме, што ги имало. А имало ете грешки. Но, не на ваков начин. Не ова што сте го предложили. Ова е фиктивно. Фиктивно. Ќе направиме факултет за тоа и тоа. Чекајте, луѓе, ние ѓубрево немаеме во Скопје да го исчистиме и во Охрид, да не ви кажам ѓубрето кај го фрлаат. Значи, во Охрид кога ќе врне и во Струга, водата го мие ѓубрето и оди во Охридско езеро, а сите ние се капаме. Значи, мора да размислиме за основниве прво работи, па после факултет да правиме во таа насока. Ние основниве проблеми не сме ги решили. Така да, во склоп на овој универзитет, уште еднаш ќе речем, може би овие факултети што посебно сега се наведени во универзитетот, може да бидат насоки. Така? Факултет за компјутерски технологии и во него имаме насока за компјутерски науки, инженерство, насока за комуникацијски мрежи и безбедност. Но со овој факултет, во склоп на овој универзитет, подобро одат електрофакултет, машински факултет, не знам, математички факултет. Да створиме кадри што утре сигурно ќе имаат работа и ќе земаат плата. Гледате дека IT инженери во просек се околу 1000 евра плата. Ние сакаме да штампаме дипломи или да штампаме пари. Ако створите IT инженери или електро и машински добри инженери, исто како да сте створиле неколку милиони евра плюс во државата. А ако и штампаме дипломи или било какви дипломи, еве и ви реков и магистри и доктори на науки, сите во Македонија станаа професори. За жал, јас ги признавам само оние професори што си ја знаат добро струката и што ствараат добри кадри. Студентите сами знаат што е добар професор и кој е добар професор. Значи, на крај, уште еднаш викам, се да направиме за овој универзитет да функционира како што треба, се да исправиме, да го усогласиме со закон, но никако да си допишеме факултети за науки што
во моментов немаме за дел кадар, за дел имаме толку кадри завршени во моментов што не може да најдат работа, што деца уште во старт да ги направиме да не може да си најдат работа. Жаклина Лазаревска реплика. Жаклина